Добар ден. Јас сум Дијана Алексовска-Гидиоска и предавам природни науки во петто одделение во Основното училиште 11 октомври, општина Центар. Денеска ќе се запознаеме со наставната единица користење на огледалата. Кои се целите на часот? Прво, ќе повториме што представуваат огледалата, каков е одразот на телото во огледалото и на крајот ќе дознаеме каде се користат или каде наоѓаат примена огледалата во секојдневниот живот. Да почнеме. Што беше тоа рефлексија или одбивање на светлосните зраци? Кога светлосниот зрак ќе падне на рамната површина под некој агол, тој ќе се одбие под истиот агол. Светлосниот зрак кој што удрил во рамната површина се нарекува упаден зрак, додека пак кога ќе се одбие од рамната површина се нарекува рефлективен зрак или одбиен зрак. Рамните огледала се мазни и рамни површини кои што ги одбиваат светлосните зраци. Светлосните зраци патуваат до огледалото од кое што се рефлектираат, односно одбиваат. И доколку нашето око се најде на патот на рефлектираните зраци, тогаш тие ќе дојдат и ќе влезат внатре во нашето око. И површината на водата представува рамно огледало. Доколку се повлечат линии од одбиените зраци, на местото каде што ќе се спојат одбиените зраци, на тоа место ќе се формира одразот во огледалото. Тој ќе биде на исто растојание како што е и растојанието помеѓу огледалото и ликот. Значи, каков ќе биде одразот кај рамното огледало? Ќе биде исправен, обратен, доколку ја кренеме левата рака на огледалото ќе изгледа како да сме ја кренале десната рака, со иста големина како и предметот, на иста оддалеченост од огледалото како предметот, се однесуваат како лик и одраз во огледалото. Одразот во огледалото е нестварен или имагинарен. Огледалата се изградени од стакло или прозирна пластика на кој едната страна им е обложена со тенка метална фолија, најчесто сребрена, а во поново време и од бакар, кој што ја рефлектира светлината. Стаклото представува провиден материјал кој пропушта светлина, а сребрената површина ги рефлектира светлосните зраци. Стаклото ја штити фолијата од гребнатини и од потемнување. Тука се представени погоните во кои што се создаваат огледалата. Која е примената на огледалата? Поради својството да ја одбиваат светлината, огледалата имаат широка примена во секојдневниот живот. Секој ден ние се огледуваме по многу пати во него. Во продавниците исто така се применуваат огледалата, например во продавниците за чевли се огледуваме дали ни се точни чевлите. Во фризерниците исто така се применуваат огледалата каде што гледаме дали имаме добра фризура. Во продавниците се користат огледалата и за персоналот да види доколку некој од купувачите краде. Во стоматолошките ординации се користат исто огледалата и тоа за да се види состојбата во устната празнина. Во возилата ретровизорите се изградени од огледала, се со цел за подобра прегледност на патиштата.
Исто и се поставуваат вакви огледала на аглите од улиците, за да можеме полесно да видиме дали доаѓа некое возило од спротивната страна. Огледалата се користат и за градење на направи, како што е перископот, кој што представува направа што ни дозволува да гледаме над нештата, како што се огради или ѕидови, кога не сме доволно високи да гледаме над нив. Исто така можеме да ги користиме за да видиме што има зад аглите. Се користат во подморниците, во тенковите, а војниците во рововите ги користеле за време на Првата светска војна, за да не ја креваат главата над ровот. Како да изработиме перископ во домашни услови? Перископот представува една долга цевка со огледалце на секој крај. Огледалцата се поставени под агол од 45 степени, така што ќе бидат свртени едно кон друго. Светлината навлегува од просторот до и удира во огледалото. Од огледалото се одбива светлосниот зрак и патува до другото огледало, каде што пак се одбива под агол од 45 степени и навлегува во нашето око. Доколку ја ставиме раката тука, во тој случај, ние ќе ја видиме долга колку што е долг и самиот цилиндар на перископот. За да направиме перископ во домашни услови, потребно е или да направиме ваков шаблон, или пак да земеме кутии од тетрапак од сок. Доколку користиме шаблон, во тој случај можеме да го залепиме за некој картон, поголем картон, и тоа цврсто да го залепиме, а уште подобро ако можеме да го ископираме директно врз картонот. Внимателно е потребно да се исече шаблонот по цврстите линии, да не се пресекуваат краевите, односно јазичињата. Потоа треба да се добие оваа форма. Повикајте возрасен што ќе помине со скалпел по должината на испрекинатата линија, но не да ги сечете. Преклопете внимателно, можете да преклопувате користејќи линијар по должината на обележани точкасти испрекинати линии. Користете селотейп, лента или цврст лепак за да ги залепите краевите од перископот. На крајот се прицврстуваат огледалцата на секој од краевите свртени едно кон друго. Силно лепило или двостран селотейп ќе заврши работа. Стакленца можете да најдете, на пример, од прибор од шминки, од вашите мајки или сестри. На крајот, тие кои што се поуметнички настроени можат слободно, креативно да се изразат и да ги обојат перископите како што сакаат или да нацртаат нешто што им се допаѓа и перископот е спремен за истражување. Значи, со него можеме да гледаме над некоја ограда или над ѕид, на места кои што се повисоки од нас. Исто така можеме да гледаме под аглите на собите. Тоа беше се за користењето на огледалата. Ви благодарам на вниманието и довидување.